Дефектологот е исклучително важен за развојот на ученикот. Раната детекција остава голем простор да може соодветно да се работи со ученикот, за потоа да има навистина големи промени. За истите од реалната слика разговараме денеска со Ангела Чинговска, таа е дефектолог, наш соговорник денеска. Добро утро. Добро утро, ви благодарам повторно што седам на ова столче и ми е големо задоволство. Со лесно, со среќа, новата учебна година и вам нека ви биде, буквално со лесно. Каква е улогата на дефектологот во образовниот систем, во развојот на ученикот? Пред да стигне детето на училиште, а и после тоа, улогата на дефектологот е и тоа како важна во поддршката на целиот образовен процес, меѓутоа и во образовниот развој, и во воспитниот развој, така што дефектологот како дел, како една од поглавните алки во стручниот тим, секако секој си го има своето место и своји обврски, тоа како дел од стручниот тим има за задача да направи таа проценка, дефектолошка евалуација на моменталната состојба на детето, исто така понатаму да адаптира, да припреми едно добре дојде на децата, да ги адаптира околината врз основа на индивидуалните потреби на детето, да ја спреми училницата и класот каде што ќе биде детенцето. Исто така соработката со родителите како главна алка во триадата, понатаму соработката со наставникот и поддршката понатаму во наставата, соработката со образовниот асистент на детето, поддршката во самата училница, индивидуално надвор во училницата, избирањето на соодветни материјали и содржина која треба да се учи врз основа на предвидените и проценетите способности на детето, така што во континуитет следењето на развојот на детето, до каде е, дали постигнало соодветни цели, доколку нешто треба да се направи, соработка со други институции и слично, бидејќи развојот на детето не е само еден човек, не е само едно стручно лице, туку еден цел холистички пристап. Ангела, вие претходно имате и искуство како образовен асистент, така што ја знаете потребата на тој триаголник и што се е потребно за навистина да има правилен развој и да се постигнуваат резултати. Како ги препознавате индивидуалните потреби на ученикот? Првенствено тука се вклучува комисијата за функционална проценка. Тоа децата пред да почнат на училиште, секој ученик треба да помине низ таа комисија каде што се препознава нивната функционалност и под образовните, здравствени потребите во социјалата, така што детето веќе доаѓа со одреден спремен, да речам, цели за работа, меѓутоа исто така како образовен асистент треба тесно да соработува со родителот пред себе, бидејќи родителот е тој кој најдобро го знае детето, си ги знае силните и слабите страни на детето, кој најмногу може да го насочи асистентот, исто така соработка со наставникот и со стручната служба. Меѓутоа асистентот е тој кој секојдневно дава поддршка во однос на избор на материјал, спремање за настава, припрема за следен час, помагање во однос на придружба до тоалет, на одмор, таа соработка која треба да прави, социјален чекор кој треба да се направи со другите деца, така што асистентот е еден канал на комуникација со посредник со околината, меѓутоа многу важна работа и осамостојувањето. Асистентот го прави сето ова со цел детето на крај да биде самостојно. Да, убаво што го споменавте, тоа го зборувавме со Министерката за образование во делот на родителите да бидат поспокојни да веруваат на придружбата, асистентите, дефектолозите, поради тоа што целта е детето да се осамостои, да биде само и да може самото да функционира. И сега предизвици многу во вашата секојдневна работа, секојдневна комуникација. Зборувавме, кажавме која е таа успешна триада во која што вие сте еден дел. Во секојдневното комуницирање во образовниот процес, кој ви е најголемиот предизвик? Се уште ние сме, можам да речам, млада гранка во нашата држава, која процесот на инклузија се уште се развива, се уште учиме од предизвиците, но дефицитарна. Од грешките, но апсолутно дефицитарна. Почнувајќи од дефицит на кадар.
Да. Почнувајќи од дефицит на стручни лица, тука почнуваме голем број од децата кои веќе се диагностицирани и треба да го започнат образовниот систем, немаат асистент. Па родителот е тој кој треба да се справува, родителот не е местото на родителот во клупата, меѓутоа од друга страна детето нема да треба да биде во образовен процес вклучено. Затоа токму од тоа гледиште е важна многу улогата на асистентот, а тука и предизвикот во суштина. А дали училиштата ја препознаваат таа важност која што имате вие како дефектолог во секојдневното комуницирање? Ве прашувам ова во контекст на тоа дека јасно ни е дека е дефицитарна, јасно ни е дека е исклучително важна, но колку од страната на наставникот е препознаена како исклучително важна? Апсолутно. Иако сега со помош на ресурсните центри во повеќе училишта е вклучен тој стручен тим, меѓутоа во доста од училиштата нема стручна служба и наставниците се оставени сами на себе. Зборуваме за клас полн со дечиња кои секој има индивидуални потреби и наставникот треба да одговори на тоа. Меѓутоа кога зборуваме за образовните потреби, посебните образовни потреби на едно дете, не секој наставник треба да не очекуваме да биде спремен, така што апсолутно потребата на секој училиште за да има стручна служба, да има дефектолог во својот стручен тим и тоа како е потребна, и сметам дека наставниците се погласни околу тоа. Раната интервенција заклучивме дека е исклучително важна. Кога се забележува рана интервенција? Што значи рана интервенција? И колку тука од праксата, од она што го работите секојдневно, родителот игра клучна улога во прифаќањето на состојбата како поинаква и состојба во која што ќе треба повеќе да се работи? Раната интервенција и детекција, вклучувањето и на диагностиката, е тоа како можеби и најважна. Јас сум дел од во мојот свет кој работи на рана интервенција, центри за рана интервенција, и тука можам да кажам дека исклучително е важно што порано да почнат родителите, и за пофалба е тоа што последните години се порано родителот го детектира детето, иако тоа не секогаш е негова задача. Тука треба да биде вклучен и педијатарот, тука треба и центрите за ментално здравје да бидат вклучени, за да порано ги детектираат, одстапувањата од типичниот развој, што порано да бидат вклучени на третман, бидејќи развојот во 90% развојот на мозокот, на мозочето на детето оди во раните години, токму до втората година, и најмногу може да се искористи пластичноста на мозокот во понатамошниот успех. Тука раната интервенција игра најголема улога. Третманот, примањето на различни суплементи и сето она што докторите би го одредиле во однос на суплементарна и медикаментозна терапија. Веројатно таа е клучна за делот од вашата работа во кој што е наречен изработување на индивидуален образовен план. Веројатно таа игра клучна улога колку порано е работено со детето. Така, и колку порано е диагностицирано. Веројатно предизвика, кога ќе се каже индивидуален образовен план, веројатно еден од најголемите предизвици секојдневно со кои што се соочувате, и колку при тоа истиот трпи промени, затоа што можеби здравствената состојба или некој дел од здравствената состојба кој што се поминува како нормален дел, влијае и на образовниот процес. Апсолутно. Ако веќе детето било вклучено во рана интервенција, веќе очекуваме одредени вештини и способности да бидат усвоени, така што изготвувањето на индивидуален образовен план би бил многу поедноставен. Како што претходно споменав, веќе децата се вклучени во однос на во тимот на кој ги открива функционалната проценка која прави односно МКФ кај нас, така што тие веќе доаѓаат со одредени цели кои се предвидени за таа учебна година, и тука стручниот тим и дефектологот се да ги издвојат и од нив да направат месечен или полугодишен индивидуален план, што треба детето да го следи. Колку тој може и трпи промени? Апсолутно, тука е улогата на стручниот тим, на самиот асистент и наставникот, на родителот кој треба да се состануваат редовно и да комуницираат, за да може, доколку се усвојуваат или доколку има некои потешкоти во тој индивидуален план, да се направат промени. Може ли, Ангела, да се предвиди, односно да се процени до каде и колку ќе оди напредокот на детето?
Кои се очекувањата? Така, во суштина таа проценка која се прави редовно нели од страна на стручниот тим е таа која најмногу може да предвиди колку нели детето може да има напредок. Затоа треба да се прават тие редовни евалуации кои ни укажуваат на колков е успехот на детето. Затоа користиме мерливи скали со кои го мериме успехот на детето, не само како оцена во наставата и наставниот курикулум, туку истото тоа и во основа на предвидувањето на тој майлстоунс, односно следење на развојните цели на детето. Нивната процена ни укажува на колков развој достигнал детето и колку тие цели се усвоени. Верувам дека посебна радост се успешните приказни. Апсолутно, нема поголема радост од тоа и јас навистина би сакала да го искористам овој момент да пофалам нели вклучувањето на Министерството за социјална политика, демографија и млади во однос на поддршката која ни дава со управните договори и можноста родителите да ги вклучат децата во ран третман бесплатно, така што соработката со Центарот за социјална работа и МКФ, како што кажав, а веќе со тоа и со училиштата станува се поголема. Значи сепак со некои мали чекори ние помагаме кон реализирањето на тој индивидуален образовен план и вклучувањето на децата во таа рана интервенција, така што секое семејство без разлика од каков економски статус доаѓа, овозможува да биде вклучено во третманите. Ангела, благодарам за гостувањето. Ќе ве оставам доколку сакате да испратите некоја порака пред се до родителите, а потоа и до наставниците, како нели кажавме како клучна алка, не ги споминавме родителите, ученик, дефектолог, наставник, но и тие се во алката. Апсолутно, сите ние, сите оние кои вие ги наброивте се дел од тој процес и без ниту еден од нив развојот на детето не би бил комплетен. Така што мојот апел е, како и секогаш мислам дека препознавањето на тие рани знаци на отстапување од развојот се многу важни, вклучувањето во таа рана интервенција и соработката. Родителот е тој кој најмногу може да каже за своето дете. Од друга страна, стручната служба е таа која дава поддршката во наставата. Наставниците се тие кои може да ги кажуваат потешкотиите и да не водат на каде треба. Така што многу е важна информацијата да се споделува меѓу сите тие за да најдеме едно заедничко решение. Така што соработката е клучна во овој процес и секако за најдоброто за детето. Ангела, благодарам. Повторно ќе кажам, со лесно и со убаво нека ви оди работата. Со среќа.